Во студиото на Здраво Македонија, по 9 часот, се дружиме со Аркан Керим, председател на Туристичко-угостителската комора при Сојузот на стопански комори на Македонија, Зоран Богдановски, шеф готвач во Мишелин ресторан, и пејачката Анастасија Никова. Останете со нас до 11 часот. Ние веќе си се расприкажавме овде во студиото со нашите гости, а верувам дека ќе го задржиме и вашето внимание до 11 часот, како што имавте можност од најавата да слушате. Имаме повторно интересен спој на професии, за кои што верувам и дека ќе најдат нешто заедничко да се спојат во муабетите што сте вели, но како што е редот, уште еднашка да ги поздравиме, па да започнеме со разговорите. Веднаш до мене е Зоран Богдановски, кој што е шеф и главен готвач во познати ресторани. Зоран, добро утро, добро дојде во Здраво Македонија. Добро утро, фала ви на поканата. Така, прв пат си ни тука во Здраво Македонија, но убаво е да се знае и да се сподели околу гастрономијата, особено тоа што ти имаш меѓународно искуство и особено тоа што имаш страст кон молекуларната гастрономија. Така е. Да. Ќе имаат гледачите секако можност да погледнат и слики околу тоа и да ни објасниш многу, но секако да ги поздравиме и другите гости. Веднаш до тебе ни е младата македонска пејачка Анастасија Никова. Анастасија, добро утро. Добро утро. Фала ви многу. Имаме убав повод исто така со тебе денеска што си ни во Здраво Македонија. Имаш убава песна која што нашите гледачи ќе имаат можност да ја слушнат, оние кои што се уште не успеале да ја слушнат твојата песна на крајот нашиот разговор, но верувам и дека ќе ни споделиш многу други моменти кои што ти се случуваат во кариерата, во секојдневието и ова лето. Така. И веднаш до тебе денеска мојот ко-водител Аркан Керим како гостин во Здраво Македонија, како председател на Туристичко-угостителската комора при Сојузот на стопански комори на Македонија, наш долгогодишен пријател на Канал 5 Утринска Здраво Македонија, долгогодишен работник во туризмот, но и секако генерален менаџер на Генерал Турист, вашето семејство, што се вели со традиција во туризмот. Благодарам на поканата, овде се чувствувам како дома, сега ме ставивте како ководител, чисто да бидам и порелаксиран по овакво. Се надам дека ќе имам ова емисија. Благодарам на поканата уште еднаш. Така, но она кое што навистина е важно и актуелно, ние туристичката сезона која што е во екот. Можевме да забележиме по социјалните мрежи, по медиумите, дека секако оние сите празници кои што ги имаме, навистина оваа година масовно беа посетени нашите туристички капацитети, особено Охрид како бисер нели на Балканот. Па како еве вие ја оценувате тековната туристичка сезона во Македонија во споредба со претходните години, дали Македонија ги достигна посакуваните бројки на ноќевања? Убаво прашање, благодарам на прашањето. Се уште не е тоа што го очекуваме. Знаете, едно е статистика, друго е реалност. Значи има теорија, има пракса. За 1 за 2 август секогаш во Охрид е полно. Меѓутоа одете на 10 август, дали се хотелите полни, дали е све полно, тоа треба да се провери. Имаме една турбулентна сезона, не е баш така едноставно, не е баш толку сјајно, значи би сакал да кажам, бидејќи по статистика авионски стигаат многу гости, меѓутоа во реалноста тие гости не се само туристи, него и домашни гастарбајтери кои што патуваат, кои што одат, кои што наши луѓе кои што патуваат на одредени дестинации. Сега бројките се големи, меѓутоа во реалноста туристите фалат. Оние потрошувачки туристи, ако може да се каже, или? И потрошувачки и секакви туристи фалат. И сега, значи, треба да видиме, да најдеме начин како да се направи на стратегија да се вратат тие туристи. Верувајте ми, тоа што се случуваше изминатиот период со нечистотијата по градовите, има рефлексија и во туризмот. Многу туристи фалат, значи од изминатите 10 години фактички многу малку доаѓаат холандјани, многу малку доаѓаат пољаци, многу малку доаѓаат и срби, што се вика, да не зборам за бугарите што не доаѓаат. Значи треба малце да се баш во екот на сезоната да се прашаме каде
може да се подобриме, како да направиме подобра сезона. Би сакал да упатам апел од страна на ФЕЛАТа до надлежните. Значи, сега убаво е се даваат бројки, да, статистика, меѓутоа ние сакаме како ФЕЛА да го видиме министерот за туризам и култура заедно со градоначалниците на Охрид, на Струга, на терен да го видиме, значи како ги проверува угостителите, како ги проверува хотелиерите, а исто така со камери, значи со медиумите да се провери дали е чисто, дали е значи стварно коректно чисто во Охрид, во Струга, за туристите да им се остане убава слика. Тоа е значи првично што би сакале да го видиме. Да видиме добри домаќини. Таа, значи тоа кога ќе видиме таа слика, тогаш ние ќе имаме оптимизам дека нешто се движи на добро. Добро, онаа мерка која што беше, мислам за германските граѓани, туристи, да субвенциите кои што се дава, нели помогна таа мерка за да имаме зголемен број и од таа страна такви туристи? Па единствено што доаѓа до Македонија со субвенции. Сами луѓето не доаѓаат. Тоа е целиот проблем, тоа што сакам да го кажам. Значи затоа мора да се Дури ние плаќаме за да не дојдат туристи. Ние плаќаме некој да не дојде дома, а имаме прекрасна држава, имаме прекрасни места за посета. Ресурси имаме гастрономија, имаме убави пејачи, имаме све, имаме. Имаме што да покажеме. Имаме што да покажеме, ама ние треба да платиме за да дојдат луѓето. Па сега не е фер. Треба да се прашаме зашто е тоа така. Значи, затоа мора да направиме некоја нова стратегија, се работи во склоп на Министерството за нова стратегија, меѓутоа убаво е еден сигнал да даде министерот и градоначалниците на, еве сега збориме за Охрид, Струга, исто така и Дојран да се посети, Преспа, Гевгелија се посети, заедно значи со медиумите, една прошетка. Па тука ние Битола, Струмица имаме доста градови. Една прошетка да направат значи по главните булевари во градовите, да видат да се види дали е све окей, дали е чисто. Са нас е најбитно хигиената, за жал. Првата слика кога ќе стапнеш на нечие тло, го гледаш тоа. Ако тоа се направи, ќе биде голем сигнал за угостителите, за хотелиерите, за туристичките работници, дека нешто ќе се придвижи во иднина. Иначе, верувајте ми, многу турбулентна сезона е во секој поглед. Значи, да, може статистички се гледа има гости, меѓутоа на терен ги нема. Така. Зоран, вие имате меѓународно искуство кога споредуваме на некој начин и својата приказна ја започнувате во Малта како главен готвач во познати ресторани како Танго, and Fork и Елба. Вашите почетоци на кариерата се во Малта, па како започнете вашата кулинарска приказна? Дали зборовите на постарите дека треба да се учи занает беа клучниот поттик да влезете во кујната? Ја мислам дека тоа беше дефинитивно една од главните причини зашто почнав да учам да бидам готвач, тоест да се запишам во средното училиште Лазар Танев. Ја иначе оригинално претходно бев ракометар, но кога доаѓаше таа нели транзиција, кој што неодамна беше гостин, така. Кога ја правев таа транзиција, нели кога одлучуваш да се запишеш во средна школа, секогаш ми беше во главата она нели изречица што ја спомнавте сега, научи некој занает. Нели, занаетот секогаш останува. Да ти се најде. Да ти имај го, па за понатаму што ќе биде нека биде. Така да мислам дека тоа беше една од главните причини. Друга причина беше за тоа што нели јас потекнувам од семејство каде што баба, мајка, татко, сите сме биле инволвирани во готвењето на семејните ручеци, па тоа било една така, како да кажам, убава традиција и ритуал. Секоја недела се седнувало заедно, се спремало, се сервирало заедно, така да мислам дека се тие некои мали кон кујната го имате тие се некои мали аспекти кои што покасно во мојот живот влијаеле на мене да јас дојдам до таа одлука да ја започнам оваа кариера. Со гастрономија. Поминавте повеќе од 6 години во Малта. Колку беше тешко за еден млад македонски готвач да се наметне на тамошната силна и компетитивна кулинарска сцена? Тешко дека беше, сигурно беше тешко, меѓутоа знаете како, кога се сака све се може. Да, Малта е гастрономска држава, има готвачи и шефови на кујни од целиот свет со разни реномеа. Конкуренцијата е огромна, меѓутоа кога ќе се најдеш на правото место во правото време
и кога малце ќе те посака среќата и кога од тебе ќе дадеш малце повеќе. Кога го правиш тоа со срце, со душа, вистински го сакаш. Дефинитивно тогаш мислам дека може да се постигне све, нели она што викаат небото е граница. И вложениот труд не може да нема резултат. Дефинитивно. Јас кога тргнав натаму сакав бев во мојата глава беше една мисла само да станам комплетен готвач. А Малта беше перфектна држава за тоа затоа што е толку има толку диверзија во Малта што има луѓе од цел свет, така да беше одлично тло за мене да ја научам таа некоја основа за кујната. Така, кои се те тогаш најголемите лекции што ги научивте работејќи со светски признати шефови на Малта? Една лекција секогаш ми одекнува во главата, тоа беше од мојот екзекутив шеф во еден од рестораните каде што работев. Никогаш немој да го криеш своето знаење. Така? Подади го на следниот, на тој што е следен до тебе да го научи. Ако е подобар од тебе, нека го направи, а тоа ќе те поттегне и тебе утре да бидеш подобар готвач. Па добро, дали е тоа една вака и денеска како еве веќе оформен готвач на оние твои помлади колеги, го советуваш ли тоа истото? Апсолутно. И споделувам со нив све без никаков филтер, да, буквално. Значи тоа е многу важно во вашата професија. Па важно е, ја мислам дека до сега го немавме тој менталитет, гледам дека многу помлади готвачи се моментално да не се каже као тајната, условно кажано, се скријат елементите, трифовите. Ги пикаме рецептите од джеп. Не, значи за да напредуваме, поготово ете тука во Македонија како држава, како гастрономија, а имаме многу што да понудиме од гастрономски аспект. Имаме толку и домашни производи кои се уникатни. И производи, и продукти, и рецепти, и традиција што можеме да ја покажеме, што може да биде компетитивна на светско ниво. Така да за да стигнеме до тоа ниво, до тој лево, мислам дека треба да споделуваме едни со други, да се поддржуваме и да се учиме за да можеме да напредуваме сите заедно, а не само индивидуално. И да ни доаѓаат туристи да не посетуваат и да се радуваат со сето она кое што ќе го погледнат. Дефинитивно. Гастрономијата е директно врзана со туризмот. Да, но и со музиката. Денеска ете на гостинија младата македонска пејачка Анастасија Никова. Неодамна ја промовираше твојата нова песна Под ова небо, каде соработуваше со Владко Илјачев Валдера. Неодамна и тој ни беше гостин, те споминавме и Дарков. Како се роди ете оваа соработка и каква е приказната зад песната? Оваа соработка многу како да кажам сега. Спонтано некако беше? Спонтано, многу природно, да. Со Владко се познавам преку Макфест, заедно настапувавме, он беше прв, ја бев втора. Сега заедно прв пат настапувавме во... Значи добри се фестивалите, може да се вака, да се запознаш и малку повеќе со колегите, па да испадне некоја соработка. Да, и се следевме на социјалните мрежи и тој ме сконтактира мене и ми понуди песна. И ми кажа, слушни ја песна, дали си заинтересирана, малце е тешка, треба да се пее високо. Јас ја слушнав и одма се заљубив во песната и ја реков, оваа песна е моја. Так. Дали високото е, како го спомна тоа, дали високото пеење ти е, да речеме, нешто што е твој фах, нешто што е твоја специјалност? Пошто тоа е тешко. Прилично пеам високо, но треба многу напор за тоа. Се вежба месец, два, три, па некојаш за некоја песна и секогаш сум го достигнувала саканиот резултат. Така што немам проблем со тоа. Така, твојот сингл доаѓа брзо по спотот за песната Сите ѕвезди паѓаат. Од каде црпишете оваа голема креативна енергија и продуктивност во последно време која што имаш? Претходно секојдневно размислував да направам песна, да снимам спот, што би снимила, нешто сакав различно да измислам самата, да бидам нели впечатлива. Но како што, да кажам, ми тргна со Сите ѕвезди паѓаат на Макфест, собрав некоја мотивација да продолжам, за да стекнам некоја знаење, да ме познаат повеќе во нашата држава. Навистина сакам многу да пеам и од мала сум го сакала тоа и огромна желба ми е да успеам во пеењето, да имам концерти некогаш и... Верувам дека и тој ден ќе дојде, секако со работа, дека не може да не дојде резултатот. Кога сме кај работата и резултатите, Аркан, вие имате една ваша теза,
дека Македонија може да заработи 1 милиарда евра од туризмот ако знае како да ја продаде својата приказна. Колку сме далеку од таа цел во 2026 година? Уште 40% сме далеку. До 600 ќе стигнеме, до милиарда, значи треба за 2 години. 2028 е таа, мислам, нека најбитната година што ќе се случи на Македонија, бидејќи тогаш Скопје град е избрана за европска престолнина, така? Европска престолнина и мислам дека може многу убави работа се направат во тој период. Не ја сваќаме сериозно работата, знаете што ние збориме дека Тоцнеме ли со подготовките во однос на хотелски капацитети и културна логистика кога за 2028 година бидејќи нели мора да се подготвуваат тие работи однапред? Па ние се уште збориме за чистење, за ѓубре, Не сме стигнале до хотелските капацитети, Значи прво да се изчистиме. Да направиме стратегија, луѓето не фрлаат ѓубре сегде, и нека разберат дека немаме доволно камиони, немаме доволно луѓе да чистат. И сега мора малце и културата кај луѓето се смени, да се направи свеста, значи да се како вела старите, никој не може да те исчисти оноко колку самиот можеш да се испренеш, така да. Да се направи safe city, ако не да се за да да се види кој фрла, кој фрла, да не се фрла, да малце домашно воспитување. Домашно воспитување, бидејќи не можеме да продаваме приказка кога ти е све прљаво. А имаме чуден феномен. Луѓето нашиве кога излегуваат надвор од државата, некако сите внимаваме каде ќе го бараме канта, па и ако нема канта, па си го чуваме во џебот додека да најдеме канта. Меѓутоа кога ќе си ми дојдеме во нашата си земја која што треба да си ја чуваме, сакаме и негуваме, ние веднаш се расфрламе, се кој како исто и со возењето. Па не можеме да продадеме приказка ради тоа. Сега, значи, да се изчистиме прво, после ќе правиме муаве за другиве детали. Добро. Мислам дека ќе успееме, знаете, кој ќе дојде до милиарда евра све, тогаш ќе речат, абе, збореше човекот, ама ние... Како ви кажете, каде има пара, има и другара. Има и другара, све ќе има, само да има здравје и да биде чисто. Така, но чисто алармирате за недостиг на работна сила во угостителството. Како менаџират македонските хотели и ресторани ова лето со кадрот, дали увозот на странски работници е единственото решение? Не, ние сме, значи, туристичкиот сектор се спреми за овој предизвик. Многу луѓе нашинци што работат во странство и се вратија, работат веќе во Македонија, значи, бидејќи Македонија сепак нуди исти плати, пример, ако споредиме со Хрватска, Македонија стигна на исто ниво, знаете како. Сега беше предизвик друг што луѓето, младите заминуваат на печалба во Хрватска, во Германија, во други земји. Меѓутоа, јас мислам дека туристичкиот сектор добро се справува со работната сила. Немаме квалификуван кадар, за жал. Тоа е, значи се Па добро, меѓутоа тоа не е само во туризмот. Генерално не недостасуваат тие човечки ресурси. Генерално, значи, треба сега да се посвети повеќе внимание на обуката на вработените, за да се спремат што подобро рецепционери, келнери, готвачи, значи, еве, ова е одличен пример, се вратило странство да биде во Македонија, да во својата... И да го сподели знаењето кое што го има тука. Не само да го сподели, него да ја подигне гастрономијата на друго ниво. Да подигне гастрономијата и да покаже дека еве во Македонија може да функционира ова. Еве се има неколку врвни готвачи во Македонија, ние имаме стварно феноменална продукти, производи кои што може да се Имаме феноменална гастрономија. Да се разбереме. Знаете, и храна и вино и се. Доаѓаат Мишелин стар готвачи, ги носиме, значи овде ќе пробаат доматот, ќе пробаат сирењето, ќе пробаат плескавицата, вика ова нема нигде. Па нема нигде, ама ние не знаеме да го продаеме тоа. Само го продаат рестораните кои ќе доаат странците. Не знаеме некако да го спакуваме. Не знаеме да направиме некоја амбалажа, да тоа да се продаде. Ама ќе успееме, и така и виното беше до пред 10 години. Доаѓа словенците, го купува во цистерни, а сега имаме, значи, извоз, имаме свој брендови, имаме свој национален производ. Феноменални вина. Така да не е проблем со персоналот, значи проблемот е во свеста. Дали сакаме или не сакаме. Прво, тие што ќе се вратат тука, треба се стимулираат да им се дадат грантови.
да им се дадат пари за да отворат сами своји ресторани, сами своји хотели, мали хотелчиња, за да се промовира и да се направи што повеќе туризмот на повисоко ниво. Значи, верувајте ме, оваа година може нема да стигнеме до милиард евра, ама мислам дека 2028 ќе биде таа круцијална година, зашто се очекува во Скопје само да дојдат 2 милиони туристи. Сега ти рачунај по 300-400 евра да остаат, значи 700-800 милиони евра, тоа ќе биде еден импакт само врз Скопје. Така. Дали да се диверсифицира малце тоа? За да се постигне таа милиарда. Сега, знаете, сите ќе имаат бенефит од тоа. Значи, 20-30 сектори ќе имаат бенефит од туризмот. Ние не сме свесни колку интересни работи ќе се случуваат. Нема само да јадат, кидат, шопинг ќе прават, ќе трошат. Значи, на повеќе места туристите, значи, треба да најдеме една методологија, еден начин како сето тоа да го направиме. Има сега во Министерството за култура и туризам се направи, значи, една екипа која што од факултетите во Македонија која што работи на стратегија. За прв пат во историјата една македонска, значи, екипа го прави сето тоа, пошто порано све ни правеа де хрвати, де словенци, де аустрици. Меѓутоа сега сами ќе направиме и се надам дека ќе направиме една стратегија во која што ќе успееме да искочиме од оваа ситуација и каде што нема да има потреба да даваме субвенции луѓето да доаѓаат во Македонија, него сами ќе се доаѓаат. Сами ќе доаѓаат, сами ќе одат да ручаат, да вечерат, да трошат пари, да ги посетуваат убавините на Македонија. Значи стварно бидејќи имаме феноменални места за имаме феноменални, кога сме кај она кое што го имаме тука навистина прекрасно. Еве готвачите како Зоран од неодамна организиравте настан каде презентиравте традиционални македонски рецепти во молекуларна изведба. Како реагираше публиката кога ќе видите познат македонски вкус трансформиран преку модерна наука и техника? Дефинитивно странно и чудно на прв поглед, меѓутоа кога ќе продаеш, како што кажавме претходно, кога ќе продаеш приказната на правилен начин, мислам дека може да биде многу успешна приказна, поготово како концепт тука кај нас во Македонија. Спомнавме неколку пати дека имаме ние и продукти, и потенцијал да го кренеме гастрономијата во Македонија на уште повисоко ниво. Следен чекор дефинитивно би било спојување на традицијата со модерното, затоа што ја не викам да се остави традицијата. Тоа ни се корените и убав изворена инспирација. Дефинитивно и мораме да ја негуваме и затоа велам дека треба традицијата да ја земеме и да ја споиме со модерното за да направиме нешто свежо, нешто ново, нешто што ќе можеме да го понудиме на пазарот и што ќе биде атрактивно за секој од страна кој што ќе дознае за нас. Мислам дека светските кујни исто тоа го прават. Апсолутно. Светските кујни постојано не бегаат од својата традиција, но прават трансформации. Дефинитивно, постојано еволвираат. Постојано има иновации. Сега, вие спомнавте претходно, јас работам со гастрофизика и со молекуларна гастрономија. Не значи дека тоа мораме ние да се насочиме кон тоа. Има и други правци кои што можеме да ги завземеме, каде што мислам дека би можеле да покажеме огромен потенцијал во гастрономијата во Македонија. Така. Кој е најекстремниот или најнеобичниот експеримент што сте го направиле со храна во вашата кујна? Најнеобичниот експеримент. Јас би рекол дека тоа би било дефинитивно обид да споиме, да направиме десерт од риба. И? Како беше? Успеа, дефинитивно, да. Се користат многу делови од рибата, вклучувајќи и кожата и образите од рибата, и термички се обработуваат на начин каде што ќе се разградат шекерите во продуктот и добиваме еден сосем поинаков вкус и искуство од тој продукт. Така. Но иако се занимавате со висока и комплексна гастрономија, во едно интервју изјавивте дека омилена храна сепак ви е она на мајка ви. Како те балансирате помеѓу емоцијата на едноставната домашна кујна и прецизноста по модерното готвење кое што го правите? Баланс нема, дефинитивно, затоа што едното е чиста емоција, која што е врзана со период
во мојот, а можам да кажам и на многу повеќе луѓе во нашите животи, која што е врзана со еден период каде што ние сме биле безгрижни. Така. А тоа е нашето нашето детство, значи тие вкусови, тие мириси врзани со таа емоција на безгрижност, мислам дека ниту една модерна кујна не може да го победи тоа. Не, така да баланс мислам дека нема. Мислам во мојот случај нема баланс, дефинитивно. Така и верувам дека кога се врати од Малта, прво што чекаш да си отидеш на ручек кај мама. Дефинитивно, апсолутно, да. Така, кога сме кај емоциите, Анастасија, публиката те памети по одличниот настап на јубилејното 40-то издание на фестивалот Макфест со песната Сите звезди паѓаат. Како беше чувството да се застане на таа култна сцена во Штип? Чувството е стварно неописливо до ден денеска и беше ли горда на себе? Бев горда што собрав храброст и застанав на таа сцена, бидејќи таа сцена е, да кажам, најголемата во Македонија. Да. И ја поделив таа сцена со многу други таленти што ги има во Македонија. И се спремав 2 месеци сигурно, и психички, и физички, сакав да изгледам како што треба, средено, да ме познаат по... Ми имаше една моја другарка оставиш убав печаток. Да, ми имаше една моја другарка кажано, ако не те познаат по гласот, да те познаат по фустанот, нешто така. И јас по нешто како и да е, ќе те познаат. Да, и јас реков, мора да најдам убав фустан и до ден денеска е многу впечатлив. Мислам, тоа што го носев јас. И секако се е важно за на сцената. Да. Секако дека за пеачите она примарно кое што треба со гласот да го покажете што знаете, но и визуелниот ефект е дополнително кое што ја прави целата слика, така да неизбежно е. Дефинитивно, да. Дали овие фестивали како Макфест помагаат на младите уметници како тебе за афирмација, да едноставно гледачите и слушателите те запознаат како изведувач? Да, дефинитивно. Многу луѓе ме запознаат преку Макфест, иако јас пред тоа се занимавав одев долги години во Златно Славече. Многу ме знаат по таму. Имам 2 песни на Златно Славече. Едната е со Владко Илиевски во 2015, а другата е 2017 пеев соло. Така. И некако таму малку се пробив, нели ме знаат многу луѓе од таму, па потоа зимав часови кај Јана Костадиновска, потоа бев кај Александра Коцевска и сега сум моментално кај Андријана Јаневска. Така. И 2 години сум ги посетувам незините часови и сум повеќе од задоволна. И едва чекам септември пак да почнеме со часови. Да, таа е доста и посветена и одлично на сите она кое што го прави. Добро, пред да направиме на кратка пауза, имаме се уште многу прашања за нашите гости, но кога го поканам нашиот гостин готвач, не може да избегнеме кујната ова утро, да се префрлиме ние во кујната да видиме што денеска нешто интересно на брзина, нешто ќе ни направиш и тоа нели да изгледа така светски и убаво. Значи ние се стелиме во кујната, еве повели. Денеска, значи, што ќе имаме тука заготвено? За денеска спремив нешто што го имам правено во многу ресторани претходно, а тоа е балонтиран лаврак, полнет со ракчиња во средина. Па супер, сега лето, лесно јадење. Морско дефинитивно е нешто што оваа сезона повеќе луѓе го практикуваат. Значи лавракот е спремен на пареа, 30 минути на 90 степени, што ни дава една убава путереста текстура во внатре. Се што ни фали сега на нас е да го стоплиме, да го загрееме сосот и да го сервираме на крај. Добро, значи вака ти подготвен ни дојде што се вели. Добро, што сега правиме? Значи треба да вклучиме овдека тавчево, да не се ова грее, да ти помогнам, значи малце да... И ти имаш искуство, гледам. Се снаогиме тука. Мора да си ја знаеме кујната во утринска. Еве, во вакви некои прилики, кога имаме гости готвачи или пак нутриционисти, ги користиме те малце да ја разиграме што се вели утринската, да нешто, не изготвите, подготвите, можеби ќе биде интересна идеја како на нашите гледачи, нешто да се обидат тие поразлично да направат во своите домакинства, како предлог идеја нели за готвење, оние кои што се повешти домакинки, може ќе се испробаат.
Зашто да не, секогаш е добро да се експериментира и да се пробува нешто ново, нели? Идеите да дојдат, ова го вклучив и јас. Тука гледам и тиквичка, значи има. Да, значи целата риба е исфилетирана, наполнета со ракчиња во средината, замотана во канвасот од тиквички и замотана во стреч фолија за да може на параја да се сготви. Така целата изролана значи во параја. Вака ги спремаме и за ресторанска употреба, значи сабајлето кога ќе дојдат првата смена за припрема. Нели, предвидува колку порции риби ќе треба за дента да се направат, се прават, 1 саат припремате и после се што фали е да се загрее самиот продукт и да се Значи се однапред мора да се планира. Дефинитивно, тоа е нешто затоа што ова не е нешто што можеш да го завршиш за ad hoc, така брзо да се. Така, ала минут ние го викаме, тоа е куварски термин во Значи за ваквите да речеме јадења кои што се сервираат, плански се прави. Од прилика како знаете колку гости ќе дојдат? Вака, обично имаме дневни резервации, значи прво нешто што гледаме е тетратката со резервации, колку луѓе се предвидени за денеска да го посетат ресторанот, колку се за вечера, во колку саат доаѓаат и после тоа имаш некој просек вадиш предвидуваш од претходното искуство. Така. Колку луѓе би дошле рандом би влегле во ресторанот, значи мораш секогаш да предвидуваш. Имаш понеделник и вторник се Дали добро предвидувате, ти можеш да си работиш во меѓувреме. Ова гледам дека веќе е топло, да се загря. Значи се мораш да предвидуваш. Се случува ли лошо предвидување? Апсолутно. Искрено да речеме, вие сте подготвиле риба, лавраци, се и сега доаѓаат барат бифтек. Се случува дефинитивно, затоа е многу важно да се нели запишуваат и да се води евиденција за тоа како поминале одредени месеци во годината, за да можеш да направиш некаква предикција. Се случува да снема одреден продукт и тоа е нормално нешто што се случува во рестораните и во гастрономијата. Како се снаоѓате во тие моменти? Едноставно нудиме нешто друго. Нудите нешто друго. Мора комуникацијата да биде отворена со нашите гости. Затоа што да го подготвите, мислам, јадењето да ја нема, условно да кажам, за гладна состојка, тогаш нема да биде тоа, така? Така. Нема да биде тоа, добре, ова можем малку да го намалам. Може. Чека да видиме, Ако ти треба работа некогаш, ќе ми се јавиш, ќе ме викнеш. Да. Значи ова е сос од многу едноставен сос од путар и од лимон. Така. Се прави како е музи од путар, од лимон и од вода. Да. Баш убавен музи. Сега ќе го растопиме малце, ќе ја стоплиме рибата. А во меѓувреме ќе започнеме и со сервирањето. Овде имам песто од диви тревки со многу фстаци, пињоли и Па многу лоши состојки имаш ставено, што да ти кажам, сигурно не е вкусно. Значи ова е босилек, диви тревки, ореви и фстаци, нешто што комбинација на вкусови кои што јас ја обожавам и е составен дел од медитеранската кујна. Така, значи се формира со две лажи. Линиско, да. Тие се викаат кенеле, значи сега ќе направиме едноставна интерпретација на линиско сервирање на продуктите. Добро. Еве. Видиме како се сервира, како во која? Ова ни е готово, можеме да го тргнеме, да? Тргнете го на страна, ќе го загрееме се уште малце сосот. Вака убаво изгледа чинијата. Оваа чинија ми е една од омилените, затоа што е како канвас. Е рамна. Добро. Бела, рамна. Тоа не е тоа? Ова е конфит од чери домаче. И? Дали сме готови за декорација? Готови сме, да. Уште босилек да ставиме. Еве уште босилек. Само да го подигнеме вака танирот. Да видите што ни е убаво
направивме. Малце ми се лизна, но декорацијата не можеше другаче да ја покажеме. Секако останете секако со нас. Време за реклами и се враќаме во студиото да си позборуваме уште малку со нашите гости.